До мене е амбасадорот Крум Ефремов, кој пред неполн час се врати во земјата на многу прашања, меѓу кои колку граѓани се уште се заглавени во Украина, каква е состојбата таму и што планира, кои се следните чекори на Министерството за надворешни работи. Првично, амбасадоре Ефремов, каква е состојбата во Киев и дали имаме повредени граѓани? Најнапред да ги поздравам сите ваши гледачи. Состојбата е војна, тензична, напната, со постојано гранатирање, и тоа е она што е важно е дека немаме повредени наши граѓани и дека на некој начин се прават обети за да сепак се престане со ова војување. Има информации дека се уште имаме граѓани токму во Киев. Дали амбасадата и Министерството разговараше со овие луѓе како ќе се евакуираат со оглед на тоа дека воведен е полициски час, може само преку јужниот коридор, а Одеса е премногу далеку, барем тоа е оно што го велат овие граѓани кои што се наоѓаат во Киев. Прво би сакал да укажам дека во Министерството е формиран кризен штаб за сите наши граѓани. И јас во претходната недела давав повеќе изјави, меѓу кои за вашата телевизија. Нашата цел како дипломати е секако да помогнеме на нашите граѓани. Генерално беа мапирани околу 100 граѓани во цела Украина, негде околу 12 града. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека Министерството уште на 11 февруари искочи со соопштение и со апел, укажувајќи на сите наши граѓани да ја напуштат Украина. Нажалост се случи ова што се случи. Сега во моментов работата на тој кризен штаб, и јас ќе бидам дел од тој кризен штаб, е да најдеме можности и солуции како да ги обезбедиме нашите граѓани со сигурен коридор за да се вратат дома. Кои места се најкритични за евакуација на граѓаните? Во Украина сега буквално се критични сите големи градови, меѓутоа оние што се во близина на источната граница се најмногу разрушени до сега. Вие бевте поголемиот дел од времето во последните денови во Скривница. Како бевте евакуиран? Значи, деталите за мојата евакуација од безбедносен аспект нема да ги кажам. Меѓутоа, јас бев 3 дена за време на овие воени действија во Киев. Буквално амбасадата имаше цел да помогне на што повеќе наши граѓани. Имавме ситуација со бебе со 2 дена, дете со 2 години. Се обидувавме на сите начини да ги спроведеме тие протоколи, посебно патни листови, меѓутоа, знаете, во воени услови не работеше ни пошта, се случија ситуации во кои што теднашка комплетно се смени и начинот на работење и начинот на живот, не само во Киев, него во сите големи градови. Со колку граѓани бевте во контакт? Има изјави дека некои од нив се обидуваат сами да го напуштат Киев, колку е тоа паметно во овој период? Апелирам никако сами да не презимаат никакво дејство, бидејќи во воена состојба безбедносниот коридор е најбитен. Искачање надвор, непроверено, без согледување на опасностите, може да биде опасно. Исто така да се внимава на цивилната заштита и на полицијата во Украина, апелите кои ги даваат, бидејќи во Киев последниот ден во петокот и саботата имаше преку 15-16 сирени за предупредување. Со сите наши граѓани се има чуено мојот тим и лично јас. На сите сме им апелирали, посебно последниве 2-3 дена од кога настанаа воените действија, да се буквално наоѓаат во скривници, да внимаваат, да не излегуваат и секогаш да на некој начин ги следат упатствата од локалните власти. Последната порака од Министерството за надворешни работи беше дека амбасадата и МНР соработуваат со бугарската амбасада и конзулатот бугарски кој се наоѓа во Одеса. Оттаму се презимаат наши граѓани со автобуси. Меѓутоа, дали сте во контакт и со други амбасади на земји членки и како би можеле граѓани да се префрлаат од други позиции во државата? Со оглед на тоа дека Украина е голема. Во контакт сме со многу земји, со сите наши соседни земји, со сите соседни земји на Украина. Се прават сите напори и кризниот штаб буквално ја гледа секоја можност за да го искористи тоа за повлекување на нашите граѓани. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам. Еден ова беше разговорот со амбасадорот Крум Ефремов, кој директно од Киев пристигна пред неполн час во Скопје.
Она што би сакала да го кажам пред да се одјавам од Централниот дневник е дека Министерството за надворешни работи денеска апелираше граѓаните кои што планираат да патуваат кон Руската Федерација да се воздржат од ова патување. Оние граѓани пак кои што се наоѓаат таму може да ги искористат летовите да се вратат назад со оглед на тоа дека авиолиниите може да бидат прекинати. Се разбира со повеќе информации може да се обратат во Руската амбасада во Москва, но исто така и во Министерството за надворешни работи.